Програмата Форуми во заедницата, имплементирана од страна на Македонскиот центар за меѓународна соработка со финансиска поддршка на Швајцарската агенција за соработка и развој, се реализираше и во општина Крива Паланка од јули 2011 година. Програмата им овозможува на граѓаните со директно учество на форумските сесии активно да учествуваат во креирањето на општинските политики, а крајната цел на истата е унапредување на животот на населението. Форумскиот процес во Крива Паланка, кој започна во јули 2011 и се реализираше во период од година и пол, беше заокружен со шестата последователна форумска сесија на 20 ноември 2012 година. Модераторот Гонце Јаковлевска од Македонскиот центар за меѓународна соработка на присутните граѓани им ги презентираше сите форумски фази. Еве како изгледаше буџетот. Се сеќавате дека 1.400.000 беа придонес на Швајцарската агенција за развој и соработка и кога го почнавме ова, беа 1.400.000 поддршка на општината Крива Паланка, која што потоа, заради проектот што го избравте, малку порасна како учество на општината и стаса до 2.327.959 денари. И 10% што се сеќавате кога зборувавме за правилата, треба да ги даде носителот и партнерите, што во случајот повторно беше општината, беа 372.000. Вкупниот проект што го реализираше општината изнесуваше 4.100.000 денари, 755 македонски денари. На првата форумска сесија, одржана на 20 септември 2011 година, на граѓаните на општина Крива Паланка им беа презентирани темите на форумот, од кои во подоцнежните фази на програмските сесии беше одбрана темата локален економски развој, во чии рамки граѓаните доставуваа предлог проекти за реализација во општината. На петтата форумска сесија граѓаните одлучија во општина Крива Паланка да се изврши реконструкција на дел од главната улица Свети Јоаким Осоговски, изгласувајќи го овој проект како приоритетен. Во следната фаза од програмата, општината пристапи кон имплементација на проектот, која траеше од јануари до октомври 2012 година. Купната вредност на проектот изнесува 4.100.755 денари, од кои дел 1.400.000 денари се донација од Швајцарската агенција за соработка и развој, а останатите средства, околу 2.700.000 денари, ги инвестираше општината. За краток временски период, локалната самоуправа ја заврши комплетната реконструкција на делот од главната улица, зашто на шестата форумска сесија господинот Никола Граматиков, вработен во локалната самоуправа, дипломиран градежен инженер, информираше што се беше превземено за реализација на овој проект дело на граѓаните на општината. Реализацијата на овој проект представува посебно задоволство, бидејќи навистина произлезе од општата желба на граѓаните на општина Крива Паланка, помина низ една навистина демократска процедура преку форумот на заедниците и така дојдовме до она што ни е потребно на сите во градот Крива Паланка и заеднички го отправме проектот во кој што сакавме заеднички во соработка со МЦМС да инвестираме и навистина на некој начин да им го подобриме животот на луѓето во општина Крива Паланка. Како што знаете сите, овој дел од улицата Свети Јоаким Осоговски навистина беше еден дел од градот кој што во секој случај представуваше, да кажеме, и од аспектот на одвивање на сообраќајот, од естетски аспект за изглед на самиот централен дел на градското подручје, значи еден посебен предизвик и посебен мотив да успееме во што побрз рок да го реконструираме и тој дел од улицата, така да во целост да добиеме една современа сообраќајница низ централниот дел на градското подручје. Реконструкцијата на главната улица опфати одстранување на гранитната коцка, тампонирање, асфалтирање и поставување на ивичници и тротоари во делот каде условите го овозможуваат тоа, како и регулирање на атмосферската канализација и поставување на улично осветлување. Делот од главната улица кој беше реконструиран е со должина од 158 метри и широчина од 7 метри. А реализацијата на проектот најде на одобрување кај граѓаните кои со своето масовно учество на сите 6 форумски сесии го потврдија тоа. Генералниот директор на Македонскиот центар за меѓународна соработка, господинот Димче Митревски, потенцираше дека успешното спроведување на форумот во заедниците во општина Крива Паланка отвора врати за идни вакви и слични активности на МЦМС како имплементирачка организација во која општината може повторно да биде вклучена.
Можам слободно да кажам, еве денес после оваа последователна, последна форумска сесија, дека резултатите беа одлични, секако одлично прифатени меѓу граѓаните на општина Крива Паланка. Јас сум уверен дека овај начин и во иднина ќе придонесе да се подготвуваат и реализираат ваков тип на проекти. Ценам и денешната дискусија дека она што беше направено и избрано од граѓаните, а тоа е реконструкција на дел од главната централна улица Свети Јоаким Осоговски, дека во иднина ќе можат слични проекти да се реализираат повторно и во рамките на оваа програма Форуми во заедниците. Интересно е што во рамки на програмата Форуми во заедницата, општината доби препораки за останатите проекти, за останати проблеми кои што ги засегаат граѓаните. И тука вие бевте својвиден посредник. Токму така, програмата Форуми во заедниците покрај избор на приоритетни или приоритетни проекти кои се финансираат со овие програми, овозможува да граѓаните предложат и други проекти кои општината самостојно во соработка и со други донатори може во иднина да ги спроведува и всушност представува можност на општината да идентификува други приоритети кои произлегуваат директно од граѓаните. Вие како Македонски центар за меѓународна соработка имате и други програми кои што овозможуваат соработка со локалните самоуправи. За што станува збор? Значи, една можност е она што всушност е програма на Швајцарската агенција за развој и соработка. Веќе следната година да повторно општината аплицира за буџетски форум или меѓуопштински форум, па евентуално со избор на општината за таква поддршка, МЦМС можно да биде и следен партнер во споредување на тој форум. Меѓутоа исто така Македонскиот центар за меѓународна соработка споредува различни проекти во делот на ИПА програмите, меѓуграничната соработка, така што секојаш останува отворена вратата за можна соработка со оваа општина. Форумот во заедниците се покажа како одлична алатка за создавање симбиоза помеѓу граѓаните и општинските креатори на развојот на самата општина, каде граѓаните отворено говорат за приоритетите за реализација во градот, а судејќи по прегледот на резултатите од оваа колаборација, истите се реализираат тековно, се во прилог на развој и унапредување на животот на населението.